Советот на Југоисточниот плански регион одржа седница на која градоначалниците, но и представниците од 10 општини едногласно ги донесоа одлуките за аплицирање на Центарот за развој од програмата за прекогранична соработка со соседна Бугарија. Станува збор за два проекти за кои ќе се очекуваат средства од Европската унија за заштита и подобро справување со можни шумски пожари, но и заштита од поплави. Раководителката Жулиета Ѓуркова тврди дека се оваа два проекти кои се од регионален интерес. Со првиот треба да се набави опрема на сите пожарникари од југоистокот, а со вториот да се спречат поплавите од Радовишко. Земавме така две погорливи теми, да кажеме проблеми што треба да се решават. Се работи место на дел од река Сушица, која е од сливот на река Струмица, каде што при големи поројни дождеви има големи изливања, со тоа што пред далечната 2008 дури дојде до срушување на мост, имаше човечки жртви и тоа е нашата намера, значи да го санираме тој целиот дел, да се уреди и во делот на заштита на животната средина и уште една друга погорлива тема на еден друг проект е во делот на шумските пожари. Посебно ние струмиџаници сме сведоци на случката пред неколку години и она што им е потребно не само на пожарната станица во Струмица, меѓутоа и во целиот регион, она што за поуспешно справување и борење со тие пожари, меѓутоа да бидат заштитени они како пожарникари, им е пред се опрема и да бидат облечени соодветно, значи за шумските пожари. Тоа е вториот проект. Нашата идеја да ги облечеме буквално сите 114 пожарникари што ги имаме во целиот југоисточен регион, да набавиме опрема за справување со шумски пожари. На денешната седница Советот на градоначалници од Југоистокот им ги предадува во владение патиштата што ги работеше, и тоа Чанаклија Нова Мала на општина Василево и патот Муртино Еднокукјево на општина Босилово, а градоначалниците расправа и за реализацијата на проектите од националните фондови.